за жал, овде гледаме кај непушачи дека се јавува интензитет во обојувањето, така што веќе не можеме да кажеме кој е пушач, а кој не е пушач. Експериментот со плунка на Медицинскиот факултет во Скопје, кој ги изедначи резултатите за присуство на цијаниди кај пушачи и непушачи, предизвика лавина реакции во јавноста. Ме загрижи, ама не ме изненадија. Страшно, па еве кашлици долготрајни. Новиот индикатор за аерозагадувањето го одмолчаа само најповиканите. Сеќавате кога последен пат министерот за животна средина излегол на пресконференција за аерозагадување? Не се сеќавам. Јас не знам кој е министер за тоа ресорно министерство, нит го знаеме во јавноста, нит сме виделе нешто он да превземе. За мен никот излегува, понекогаш министерот не го знам. Како на резултатите од експериментот гледаат здравствените власти? Зборував со професорката и се договоривме да се направи некое друго попрецизно истражување. Дали алармантните резултати од експериментот и зачестените граѓански протести ќе ја принудат власта на акција веднаш? Пар не пар, забрана сообраќај, така натаму, многу порадикални мерки, последиците се многу сериозни и големи. Една недела по настапот на советничката од дом во Советот на општина Центар, Бети Дејанова, во кој обзнани застрашувачки резултати од експеримент спроведен на Медицинскиот факултет, каде што е професорка. Незините колеги кои од меѓусебни расправи го пропуштија незиниот апел за надпартиска дебата, повторно ги побаравме за да видиме дали во Советот сега е променета перцепцијата за аерозагадувањето. Заедно со неизи, со сите останати советници, веќе работиме на подобрување на состојбата на тоа што ние како општина може да го направиме заради подобрување на квалитетот на воздухот. Како советници треба да придонесеме заедно. А кога се препукувате цело време? Значи, јас таа седница дојдовме неспремни, немаше никакви мерки, како советници немаше имаше само дневен ред. Ние мислевме дека градоначалникот ќе предлага мерки кои што ние ќе ги прифатиме за граѓаните. Присутните роданиди во примероците од плунка во експериментот на професорката Дејанова укажаа дека постои интоксикација со цијаниди кај речиси сите тестирани, студенти и вработени на Институтот за физиологија во Скопје. По 30 години спроведување на истиот експеримент, годинава првпат резултатите се исти кај оние што пушат и кај оние што не пушат. Со оглед на тоа што аерозагадувањето е во последниот период поинтензивно, ни даде за размислување дали евентуално би можело да биде ова причина токму од околината, односно од животната средина, која што сите сме свесни дека е загадена. Професорот Трајче Стафилов од Институтот за хемија при ПМФ не е изненаден од резултатите. Користењето на дрвната маса за загревање на домаќинствата, тоа представува еден од изворите на цијаниди во негова емисија при согорување на дрвото како горивно средство. Пред се поголема емисија, фактор на поголема емисија имаат одредени видови на дрва, посебно зелените дрва. Пластиката е голем извор на цијаниди, но исто така и материјали кои што се наоѓаат во домаќинството, а кои што на ваков или таков начин се депонираат во отпад, тоа се мебелите, гума, исто така. Така што во таква состојба на горење неконтролирано, без пречистување на отпадните гасови, како што е тоа во домаќинствата, нели? Емисијата на цијаниди е реална и можна и докажана и општо познато во светот. Труење со токсичните цијаниди најчесто се регистрира кај пожарникари при интервенција во објекти што горат од и различните видови материјали при спалување создаваат цијаниди. Еве ги границите на експозиција. 1 минута со 3,4 ppm ако ги има во воздухот е смртна доза. Министерот за здравство Венко Филипче се заинтересирал за случајот што го обелодени неговата колешка Дејанова. Секако дека резултатите загрижуваат на некој начин, заради тоа што значи дека и воздухот кој што го вдишуваме е навистина загаден. Во таа смисла, тоа е едно испитување кое што се прави наназад со години. Јас сеќавам дека дури за време на моите студии ги правевме тие анализи на плунката. Да, и токму тоа сакав да кажам, би било интересно доколку тие резултати негде се запишувани, да ги споредиме за сите овие години. Има други многу
посовремени методи кои што може и поспецифични анализи да се прават. Така да се согласи професорката и веројатно ќе се направи на таква организација. Државата нема официјално мерење за токсичните цијаниди во воздухот. Нашите прашања и обидите да добиеме коментар од ресорното Министерство за животна средина беа целосно игнорирани. Во интервју за вестите на Алсат, министерот Садула Дураку самиот прогласи капитулација во битката со овој проблем. Për të arritur zvogëlimin e ndotjes së ajrit në shtet, duhen qindra miliona euro. Me buxhetin që kemi në shtet, është e pamundër ne t'i bëjmë të gjitha punën që e zvoglojnë ndotjen e ajrit. Ваквиот однос се потврда на извештајот на врховните ревизорски институции од 15 држави во Европа, заедно со Европскиот суд на ревизори, во кој се констатира дека во Македонија не е соодветно спроведена владината политика за квалитет на воздухот на национално и локално ниво. Ревизорите препорачуваат државата да ги ажурира сите законски и подзаконски акти, за да постигне целосна хармонизација на националното законодавство со директивата на Европската Унија за квалитет на амбиенталниот воздух, да воспостави целосен систем за размена на податоци, да обезбеди пари за одржување на мониторинг станиците, да формира централизиран систем за мерењата и да обезбеди сеопфатни информации за квалитетот на амбиенталниот воздух. Процесот на имплементација е бавен, оти за Република Македонија нема санкции на ниво на Европската Унија, ниту пак постојат национални и локални санкции за непочитување на целите на политиките за квалитет на воздух. Ние излеговме во име на Министерството со одредени препораки, меѓутоа вистинските резултати стигнуваат тогаш од кога ќе се отстрани причината за загадувањето и у таа насока имплементирањето на оваа стратегија. Зошто немаат поинтензивна комуникација тие комисии за здравство, за животна средина, значи да се делува брзо и радикално, бидејќи навистина се гушиме секој Знаете, ден. тоа е процес. Никој не очекува и вие сте свесни дека нешто може да се случи преку ноќ. Меѓутоа добро е што се почна. И ќе повторам, за прв пат се одвои така сериозна сума на пари да се инвестира во овој процес, заради тоа што е тоа и процес, меѓутоа и сериозна инвестиција. И за тоа има коментари дека не се доволно парите. Ова е одличен почеток. Секако дека буџетот ќе се надградува заради тоа што сме ние решени дека ова е еден од приоритетите каде што навистина треба да се инвестира заради тоа што нашите граѓани тоа го заслужуваат. Ништо подобра не е ситуацијата и на ниво на локална власт. Градоначалникот Богдановиќ вели дека мораториумот за градби во центар ја облажува ситуацијата, но вистински спас гледа во приклучување на централниот систем на затоплување на околу 73.000 домаќинства на ниво на градот што сега се греат несоодветно. Знаете дека се работи топлификационата мрежа, градот Скопје веќе превзема одредени иницијативи и одлуки со кои што ќе го превземе управувањето со топлификационата мрежа. Тоа е процес што никој не го направил 10 години наназад, а целта е да го зголемиме бројот на домаќинства и семејства кои што ќе се греат на централно грејење, нема да бидат на грејењето кој што беше до сега, каде што ќе користат чумур дрва, кои што се најголемите загадувачи. Се гушиме буквално. Значи потребни се брзи и радикални мерки. Значи брзи радикални мерки имате. Едното е мерки при зголемено загадување, се мерки кои што никогаш не биле превземени. Дури и за рестрикции во сообраќајот, првиот човек на Скопје Петре Шилегов вели дека нема законска моќ и дека за тоа ќе се чека уште една година. За тоа време низ градот ќе се обраќаат 76.000 стари возила. Рестрикција на автомобили ви прочитав во одредени урбани зони, на пример пар-непар. Значи, за тоа треба апсолутно да, таква можност, таква можност законска. До носењето на овој закон за кој што зборував, немаше градоначалникот на Скопје. Сега донесен е законот, треба година дена заради техничките прегледи во циклусот во кој што влегуваат возилата да се истите мапираат и Ама мора прво да се мапира, не може пар-непар да немаме таква можност, тоа може само министерот за внатрешни работи да го направи. Вие не го познавате министерот за внатрешни. Значи ви кажувам да ме прашувате за не треба нешто, да видите, јас пак ќе ве подсетам дека сте подпредседател на СДСМ. И додека институционално се редат оправдувања, граѓаните повторно излегоа на улица. Најавија и радикализација на протестите. Додека ние и нашите деца се трујат по болници, да дадат отчет како тие заработуваат својата плата и што во текот на денот сработиле за почист воздух. Проверете, болниците се полни со деца, секој второ дете страда од респираторни проблеми, едноставно живееме во општество кое ни е екоцидно. До властите само
ќе не носите на совест ова што го правите.